Добар, убав и среќен ден, драги мои пријатели! Верувам дека сите сте добри, супер, здрави и живи. Пред малите екрани си го чекате рецептот на денот. Јас ве поздравувам со нашиот тим од Вкусот на традицијата од комплексот Златно буре Кучково. А денеска би сакала да зборувам повеќе за кајсиите. Знаеме дека македонските пазари се преполни сега во овој летен период. Значи, изобилуваат со овошје, со зеленчок. Меѓу нив, меѓу тоа прекрасно македонско овошје, се наоѓа и кајсијата. Најчесто, нели, така било порано, сега не важи тоа, кајси можете да најдете и зимно време и така натаму, но кога ќе почнат кајсиите на дрвјата и тогаш веќе бабите почнуваат да ги берат и прават компот, джем, сладко, колачиња, децата се радуваат, значи дошло летото, кајси веќе има. Значи кајсијата сама по себе си е асоциација на летото. Сега, и ние во нашата емисија ќе направиме десерт кој што ни е асоциација на летото, но со мирис на нашата традиција. Овој колач со кајси денеска што ќе ви го направам е навистина посебен. Се разликува од другите затоа што го има старинското во него. Но пред да ви го кажам рецептот, ќе ви кажам збор два за кајсијата. Кајсијата ве гледате дека е овошје вообичајно 2 до 3 сантиметри, има жолто, портокалова боја, црвенкаста боја и така натаму. Донесени се уште од памти век, од Ерменија се смета дека потекнуваат. И зошто е добро да се јаде кајсијата? Содржи А, С и Е витамините. Фантастичен антиоксиданс. Ја подобрува дигестијата. Помага во регулирање на диабетот. Исто така го подобрува и кардиоваскуларното здравје. Значи, исто така се користи во козметиката. За млеко за тело, за шампони и така натаму. Значи, во македонската традиционална кујна и веќе да не зборуваме каква примена има, во секој поглед и сега можете да ја користите во овошна салата, сама по себе најдобро е да ја јадете со кората, значи да не се сече, да не се лупи кајсијата, а за семките од кајсијата и да не зборуваме какво антиканцерогено дејство има оваа семка од кајсија што се крши, внатре се вади семката, се пече по одредена рецептура и би требало секој да грицка таа семка. Сега, за овој наш денешен рецепт, за да го направиме, ќе ни треба околу 15 кајси, каде што само ја вадиме семката. 3 јајца, половина канче кисело млеко или 1 чаша, значи со 1 чаша се ќе мерите. Овдека имам 1 чаша кисело млеко, 1 чаша гриз, 1 чаша брашно, 1 чаша шеќер, половина чаша масло, 1 пecivo, 1 кесиче ванилин шекер. Тоа е за тестото. Но овој колач оди со шербет. За да го направите шербетот, вас ќе ви биде потребно чаша и пол шекер, чаша вода и сок од 1 лимон исцеден. Па да преминеме на работа. Најпрвин што правиме? Ги лупиме кајсиите. Уствари, ајде, прво ќе го изматам тестото. 3 јајца со шекер. Леле, каков е овој шербетлија колач. Прстите да си ги излижете. Знаете каков излегува на крај. Се попарува со шербетче, ама откако ќе се излади колачот.
затоа што има гриз и гризот и течноста и сокот ќе го прими од кајсиите. Нешто прекрасно. Прво вака ќе ги изматам јајцата. Готово е. Се разбира, мораш да лизнеш, да пробаш дали шекерот е истопен. Сега. Така, сега веќе. И тоа се случува. Така. Сега веќе миксерот не го користиме. Сега ќе го ставам киселото млеко внатре, кравјо кисело млеко. Ако имате и овчо ставете. Така, промешувам со лажицата. Ова ми е за шербетот. Да го тргнам настрана тоа што е за шербетот. Сега ќе го ставам гризот. А препорачан број на тавче е 28-ца. Но можете да користите и поголемо, и 32-ка, например, само што ќе биде по-тенка тортата, тоест колачот, ќе биде потенок. И ако сакате, нели, побрзо да биде испечен. Еве го гризот, сега го ставам и брашното. Кога добро се изматени јајцата, сметајте дека тортата е завршена. Само вака, превртувате од доле кон горе, да не се мачи многу смесата. Го ставам и маслото. Ќе оставам малку, многу малку, за да го намастам тавчето. Од ова масло ќе користам. Ќе го ставам ванилиниот шекер. Така. Прашокот за печиво. Така. И сега сето ова убаво да го спојам. Јас сум правела многу вакви колачи со кајси, но верувајте дека ова е прв пат што го правам овој рецепт со гриз, парене. И тоа е она што му ја дава таа старинска нота на овој колач и присуството исто така на киселото млеко. Дека нашите баби баш ниту еден колач од овој вид не го правеле без јогурт, без маштеница, без кисело млеко. И се разбира гриз, па да си го попариш на крајот. Ете така. Смесата ни е веќе готова. Сега,
Се прашувам, дали потенка или подебела. Ајде потенка ќе ја направам. Потенка, да. Потенка, ќе го ставам маслото. Ете така. Вака ќе го разнесам на секаде. Не користам ниту четкички, ниту ништо. Раката, да сме здрави и живи, све со рака. Ете така. И сега ќе ги излупам. Ќе ги исчистам, тоест кајсиите и ќе ги редам вака со ова надоле. Ако сакате, ставете и повеќе кајси, нема зијано тоа ако има повеќе. Ке гледате рамномерно да ги распределите на дното. Еве сега се веќе подготвени да го ставам тестото од озгора. Еве гризот веќе почнува да набабрува. Еве ќе забележите веднаш оној мирис што ви кажувам. Мирис на традиција. Редната ќе ви биде пуштена на 200 степени. Кога ќе го ставите, кога ќе почне да фаќа коричка, ќе намалите на 180, затоа што мора и кајсијата да скипне, да се испече убаво. Така. Кога ќе го испечеме, значи шербетот се става чаша вода и чаша и пол шекер. Само малку да проврие, да се стопи, значи да се стопи шекерот. И одма го полеваме од озгора. Тоа ќе го направам во кујната. Во кујната, и овде треба наваму, да. Повеќе сум ставила на едната страна. Тоа ќе го направам во кујната, ќе го видите вие сега тоа на малите екрани. Останете со нас да го испечеме ова, попариме и да го пробаме најважното. Еве ви предлог за рецепт на денот. Колку сладко изгледаат, а не можам да ви опишам, значи, рецептот како е погоден.
Значи, целиот чербет го впи колачот. Видете со убава декорација од свежа кајсија. Леле, ќе земам малку, затоа што мора да има за сите, ние сме многу тука. Погледнете. И дури изгледот ми е така на старинската селска торта. Леле. Каков мирис. Значи, киселка вкус од самите кајси, но и од лимонот во шербетот. А знаете каква е тортата? Лапни, голтни. Гризот го впил целиот шербет. Значи, толку убава една мазна структура, како сунгерче. Ете, така како сунгерче. Драги мои, направете го и уживајте во овој вкус што создава спомени, а и буди спомени. Значи, се гледаме во следната епизода Вкусот на традицијата со ново изненадување од нас и знаете како велат. Убавината е како гледаш, а не што гледаш. Многу мудра мисла. Довидување.